Милован Видановиќ, председателот на Сдруженијето Регионален центар за лица со интелектуална попреченост и во следните 4 години ќе менаџира со порака наша и ќе ги застапува интересите на корисниците. На неодамнешното изборно собрание Видановиќ по трет пат ја доби довербата на членовите, родителите и другите поддржувачи на Сдруженијето. Председателот се надева дека во следниот период успешно ќе се справи со предизвикот, процесот на лиценцирање на дневниот центар и одржливоста на социјално-сервисната служба. Највише мука што со финанси. Од 2017 година Министерство за социјален труд нема ни дадено ни еден денар помош. До тогаш имаше 1000-2000. И у прошла година има поддршка на али дури од 5 месец пошла наша година не трае 8 месеца, него 12. Ова година кажаме ова наша општина дека оглас ќе биде во јануар. Јануар пројде, кажа пред една недела во февруар, изгледаме и февруар ќе пројде, ако дојде до март, многу ќе биде добро. Иначе пак ќе ни и не знаат да ни кажат колку средства ќе има. И ова година не знам. Условуваат со лиценцирање. Со лиценцирање имаме во вторник беше комисија и пројдовме добро, нешто стои, сигурно знаете, таму една просторија која беше цела, сега ја преградивме на 3 дела. Ни јавија дека немат забелешки, дека е све направено како што треба. И сега чекаме таа комисија да ни одобри со тоа лиценцирање да можеме да конкурираме на локална самоуправа. Корисниците имаат бенефит од доаѓање, да немаат бенефит не иде. Благодарност може да ги дадеме на овие, сега понапред имаме кујна, кога тука готвеме и тоа беше многу поубаво него, али сега ни забранија покрај ова корона. И сега имаме чајна кујна. Понапред, јас кога дојде од 2014 година, нешто како на чудовишта и сами граѓани кои ќе ги водевме до центар, од друга страна и гледал како тој со вечите деца. Имаме тој многу постигнато. Сега имаме многу волонтери кои сами се нудат да волонтират. И свес е подигната. Сега очекуваме не можеме како дневен центар да постоиме за рехабилитација и реинтеграција, тој ќе додадеме и така да ни дадат лиценца. Тоа ќе ни биде дејност, треба да зголемиме, имаме 27 до 24, али и од комисија ни рекоа дека може и помалку од 24 да не бидат Тој ќе се работи од 7 до 11, од 11 до 4, тамо во 2 смени, ќе видиме и за тука пак ќе треба средства, ќе треба и некој да се вработи. Во порака наша се работи согласно здравствените протоколи, но во намален број. Видановиќ смета дека корисниците треба редовно да ги користат услугите на дневниот центар. Тој најави дека продолжува и проектот сервис за домашна нега на лица со попреченост и старите лица во домашни услови. Сега 13 деца доаѓаат. Мораме да ги обавестиме, али не сакат да се испишат. И родители морат да кажат дали, ако сакат, не може место да држи, а да не доаѓа. Не знаеме зашто не доаѓат, нема средства за такси. Мораме тука нешто, неки резови да правиме. Да можеме да доаѓат повише, секојдневно да имаме повише деца. Работевте активно на еден проект заедно со центарот со Црвениот крст, како и со домот за стари лица за Фрисајто. Истиот завршува овој месец? Завршува сега во февруар, али имаме продолжување за добро работење задоволен Црвен крст на Австрија и имаме продолжение уште за 9 месеца. Тоа знаете, веројатно сте имале тој
центар за стари лица, за изнемоштени лица и за лица со посебни потреби или попречено со развој, како да ги кажеме. И имаме, значи, таму до децембар ќе имаме, знаеш, таму со 8 многовател ќе имаме возила, ги возиме во болница, на кого треба да му се извади пензија, да му се платат сметки и така натаму. Ќе видиме, требаше да дојде договор да склучиме, а идеме, овие пошта штрекуваат и не било подигнуто за 8 дена и се вратило писмо пак за Австрија. И чекаме сега повторно да праќат. Откако ќе бидат лиценцирани, надлежните се надеваат дека ќе го зголемат квалитетот на услугите во локалната заедница.